Во рамките на глобалната кампања на Обединетите нации против родово базирано насилство, денеска во првиот разговор во Македонија наутро разговарам со Снежана Мирчевска-Дамјановска, национална техничка советничка од програмата за развој на Обединетите нации. Снежана, добро јутро. На Skype ќе го реализираме овој разговор со вас. UNDP веќе долги години работи заедно со националните партнери во правец на поголемо вклучување на жените на формалниот пазар на труд и зголемување на нивната вработливост. Сите сме согласни дека тоа е еден од најважните чекори за економско зајакнување на жените. Затоа моето прво прашање би било, ќе може ли накратко еден преглед на активностите во тој поглед? Добро утро најпрво и до вас и до гледачите на Македонската радиотелевизија. Представува посебна чест да се биде во вашата емисија, да се поразговара можеби по втор пат на темата на економско зајакнување на жените. Меѓутоа, сметам дека тоа е многу важна тема на која што треба се поотворено и почесто да зборуваме. Во таа насока сакам да истакнам дека програмата за развој на Обединетите нации веќе подолга низа на години работи на економско зајакнување на жените преку обезбедување на низа можности за зголемување на нивната вработливост, вработување, а исто така зголемување на нивниот потенцијал во насока на получување на оние потреби кои што се на пазарот на труд, стекнување на потребни вештини и квалификации за вклучување на пазарот на труд. Во таа насока би сакала само да истакнам она што претходно можеби некој го кажал, тоа е господјата Мишел Обама, која што кажа дека една земја не може да процвета доколку не го искористи комплетно потенцијалот со кој што располага во својата држава, посебно половина од капацитетот. Во таа насока, програмата за развој на Обединетите нации веќе подолги години работи на зголемување на вработливоста на жените преку нивно вклучување во програмата Општинско корисна работа, каде под мотото од грижа за заедницата се обидуваме преку краткорочни времени ангажмани за работно оспособување на жените да им понудиме можност да се вклучат на формалниот пазар на труд. Поедно се реализираат и програми под мотото економија на грижа во рамките на програмата економија на грижа, каде преку обезбедување на соодветни квалификации, обуки и знаења, жените ќе може да ги остварат и ги остваруваат своите права во насока на вреднување на нивниот труд кој што може би го прават во рамките на своите домови. Дополнително, не само во таа насока се обидуваме да ова дигитално време ги зголемиме дигиталните компетенции со кои што располагаат жените, а во насока на вклучување на пазарот на труд преку динамичните системи кои што во моментот се секојдневна појава. Така, Снежана, за прв пат ке нас ке се реализира иницијатива од Глобален фонд со цел зголемување на интересот на STEM полето, нели како наука, технологија, инженерство и математика, посебно кај студентките. Зашто точно останува збор, која е визијата на една ваква иницијатива, која освен ке нас се реализира и уште во неколку други држави, би сакал да кажеме кои се тие држави? Да. Покрај тоа што се обидуваме да ја зголемиме вработливоста на жените на пазарот на труд, на оние кои што можеби нели треба да припаѓаат на пазарот на труд, а неправилно или поради одредени причини се исклучени од истиот, воедно се обидуваме и на студентките, како што самите кажавте, на девојчината, да го приближиме светот кој што досега не бил традиционално признат како нивен, а тоа е светот на техниката, на науката, на информатиката. Во таа насока, во рамките на една иницијатива која што се реализира, како што и самите кажавте, на регионално ниво, заедно со Министерството за образование и наука, а под подкровителство на групацијата Лимак, започнува во нашата држава еден проект кој што ќе обезбеди низа активности и поддршка на студентките кои што се запишани на технолошките факултети. Оваа регионална иницијатива за сега се реализира во Турција, во Кувајт, во Македонија и Косово, а намерата е да прерасне во глобален фонд кој што ќе ги поддржува сите девојчиња во инженерските професии. Во нашата држава пред се тоа ќе биде насочено кон веќе запишаните студентки на факултетите кои што ги третираат по линијата на технологијата, информатиката и производството, машинството и електроиндустријата. Во секој случај тоа представува една нова иницијатива затоа што, како што кажав, STEM полето е ново и тоа ќе биде поле на развој и во иднината.
Зборуваме за жал за се уште традиционални машки индустрии, како градежништвото, како машинството, каде што процентот на жени, статистиките покажуваат дека се уште е прилично мал, а од друга страна зборуваме за можност за стекнување уникатни дигитални вештини кои се практично и виза за подобри и поквалитетни работни места. Би сакал да ни го објасните малку и делот со можноста за токму вакви бесплатни обуки во центрите основани од UNDP. Значи, во рамките на проектот кој што ќе биде реализиран, ќе се обезбедат за најдобрите кандидатки низа на пакети кои што ќе може да бидат искористени. Покрај најпримамливиот пакет или најпримамливата награда на сите оние кои што ќе аплицираат и кои што ќе бидат селектирани од соодветните машински, технички и информатички факултети, дополнително на секој од студентките ќе им биде понудена можност за стекнување со дигитални вештини, за стекнување на соодвештини, практиканство и менторство. Стипендиите кои што ќе се доделуваат ќе бидат на национално ниво и истите тие ќе се однесуваат за сите оние заинтересирани кандидати кои што ќе се појават на нашиот заеднички оглас кој што ќе го објавиме со нашите партнери институции. Дополнително сакам да кажам дека иако станува збор за традиционални сфери на дејствување, каде што најчесто сме ги имале мажите, како што самите наведовте градежништвото, трговијата, сепак треба да знаеме дека интересот кај девојчињата е навистина голем и истиот треба сметаме да се подржи и во иднина. Во таа насока, во рамките на сето она што ќе биде понудено, ќе бидат покрај пакетите кои што ќе се нудаат, исто така сметам дека е многу значено она што треба да се истакне, а тоа е можноста за пракса и можноста да се биде во компанија која што би представувала на некој начин чекор до идно вработување. На тој начин не само што ќе се поттигне се наведуваме во иднина, интересот на девојчињата за запишување на факултетите и во овие полига на студирање, туку и ќе се овозможи нивно вклучување на пазарот на труд, тоест во самите компании, веднаш по завршувањето на студиите. И за крај од овој разговор, може ли накратко да споделиме повеќе детали околу оперативните процедури во ГЕК иницијативата? Во однос на официјалните процедури и начинот на аплицирање, само да можам да кажам дека станува збор за денови, кога програмата официјално ќе биде лансирана. Ќе ми дозволите само да упатам на моментот дека сите заинтересирани кои што ги гледаат со голема желба да имаме подобрите кандидати, да имаме поголем број на кандидати, да ги избериме навистина оние кои што заслужуваат да ја добијат ова првична, да кажеме, поддршката во оваа првична иницијатива која што се реализира во нашата држава, да ги следат официјалните профили на Канцеларијата на Обединетите нации на UNDP, каде што кажува во овие наредни денови и официјално промовирана кампањата за ГЕК или тоа Global Eco Engineering Girls. Благодариме многу за овие споделени информации, благодариме за овој разговор. Сепак имавме и интересна тема, освен што нели бевме и информативни. Отворивме една тема за која што треба повеќе и повеќе да зборуваме низ медиумите. Снежана Мирчевска-Дамјановска, национална техничка советничка од програмата за развој на Обединетите нации, беше наша соговорничка на тема иницијатива зголемување на интересот во STEM полето кај студентките. Благодариме уште еднаш. Благодарам.